Да ти е победата на Разпети петък, много важен ден за християнството, но и хубава победа за Спартак, най-после. Глътка въздух. Мерси много, царце, ви благодаря. Ви честитам на всичките хора. Велики петък днеска е един от най-великите, най-тежките празници за Исус и за християнството. Надевам се дека ќе прославиме и Великден овие дена малку по релаксирани след натоварвање кои го имавме последно време. Со неколку думи можам да кажам дека показавме квалитет, не само победа денеска, не само борба. Показавме и храброст. Ние не игравме заштитнички, не искавме на едно изјавление, нешто на фаул, на таква работа да биеме. Ние игравме можда по-офанзивно на многу други мачеви што сме играле, но верувајте да овој состав кој играше денеска уште во вторникот беше спремен за денеска. Всичките помошници мои, а и некои повеќе хора во клубот, Пламен, как директор, Гетов, знаеа дека ќе играме офанзивно, така се спремавме целата седмица. И најважно од всичкото е што мислам дека освен победата која е многу важна и трите точки кои ги освоивме, ние показавме дека имаме возможност, дека можеме и нас не е местото во висшата лига. Пред първото по-време играхте така доста добре, пред второто по-време малко по-прибрано, може би и заради гола, който реализирахте. Такива ли бяха вашите наставления да хванете Добруджа на контратака през втората част? Не, ние изделавме во второто полувреме сашто не направивме никаква промена, останавме така, но имавме преди дека после долго време, после многу мачеви, Лозев играше 60 минути, показа дека е карактер и фудбалист и позицијата негова и енергијата која дава на одборот, дека е многу важен за одборот. Значи колку ние бевме хендикепирани што го немавме него во изминатиот период. Мораше да направиме измена таму, мораше да направиме малку измена во средината каде игравме цело време со два нападатели кои затвара и защитниците и овој отпорните халфови. От какво беше продиктувано оставането на резервната скамейка на Матео Петрашилов? Да дръпнете Грънчев като централен защитник, партньор на Димо Кръстев и евентуално да заложите на друга двойка опорни полузащитници, съответно в лицето на Дамян Йорданов и Талсон Гонсалвеш? Нешто мораше да направиме, нешто мораше да пробаме. Значи нас ни треба и команда. Значи Грънчев во последните мачи беше отпорен халф, тој знаете дека може да изнесе топката до противничката врата, може да игра, но на всичките се млади назад. Треба малку и да се командува, да се тој денеска перфектно го одира мачот. Навистина затвори всичко кој требаше и скок игра, Димо покрај него беше стабилен сашто и нека ние имаме возможности. Ево, леко имаме два фудбалисти кои веќе имат по 5 жолти картони, нема да играт, така да ќе има место за всичките, ќе влизат и без секој се може во одборот, а и всичките ни се важни, до еден. И тие што се на скамејката, и тие што не се на скамејката, ние ако сме фамилија, ако си вярваме, а пак сега на денешен ден, викам јас, на Велики петок, од први ден кога дојдов тука, кога ме пресрещна ти тука со тервал на претескиот мач, дека верата во соработниците е најважна. И јас вярвам силно и на всички со кои работиме тука, и на публиката која и на такви лоши резултати по 5-0 не подкрепва, идва и не поддржава, ние треба да сме чиста душа, да видиме како еден всичките, како фамилија ако искаме да успееме. Ништо не бива со 1, 2, 3 човека или со едно изјавление така. Мерси, тренер.